Денешната епизода ќе ја започнам на стадион. Нормално веќе ја најавив и неколку дена претходно, знаете дека ќе биде спортска, поточно фудбалска. Она што стартува веќе во големо исчекување е светско првенство во фудбал, па затоа денешната тема ќе биде токму таква. А имаме ние македонците што сме на островот зашто многу фудбалски да зборуваме. Има и тоа колку теми. Не сум сигурен дали една епизода ќе не биде доволна, но во секој случај ќе стартуваме. Сега мала дигресија ќе направам од темите денеска, чисто информативно да ви покажам. Сега е околу 10 часот наутро. Секој ден, буквално, од сабајдат док изгре сонце, до 11. Без разлика каква најава ќе кажат дека ќе има ветер, ќе биде малце облачно, наутро, ова време. Морето е тепсија, прекрасно за капење и времето може слободно да го квалификувате како летно. Се уште, а сме крајот на октомври. И ви кажам, вака ќе биде ноември. Послушајте ме. This is Social Network Radio Podcast. MM, the Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show, Friday 8 p.m. New podcast. Let's get started. И додека одам од локација на снимање, постојано секој ден се среќаваме со вакви ситуации како ова зад мене. Тоа е проблемот во Малта. И официјално, статистички, излезе пред неколку месеци бројката дека во рамките на Европска Унија, според возилата кои што обстојуваат на патиштата, Малта води во статистиките за најмногу сообраќајни незгоди во рамки на еден месец, односно тоа би се свело и во годишни бројки. Неверојатно, бидејќи една епизода може да ја најдете на YouTube, може да најдете на социјалните мрежи, на соцсмет медија, на Twitter или на било кој од оние епизоди каде што ги постираме секои стари, нови и така натаму. Точно таа епизода каде што ја опишуваме сообраќајната култура на островот. Тоа е еден од проблемите. Има објаснување, таму ќе го слушнете и објаснувањето зашто е тоа така, но секогаш кога ќе станува збор за странци кои доаѓаат или вие ако сакате да дојдете на малку подолг период, прво и основно да внимавате на сообраќајот. Да ги почитувате сообраќајните знаци без оглед на тоа што малтежаните најчесто не користат ни жмигавци, не постојат сообраќајни знаци, едноставно некаде мора да се почне. А тоа би требало ние, кои што доаѓаме од држави, од земји со малку поголема сообраќајна култура, мораме тоа да го стартуваме, бидејќи ова ќе го среќавате постојано на секаде по улиците низ Малта. За жал. On Macedonian language.
Во следниве неколку минути ќе направам еден краток муабет со македонецот кој што добива малтешко државјанство и ќе игра за малтешката репрезентација. Некој ќе каже, за жал ќе игра за малтешката, не игра за македонската. Јас не би рекол за жал. Едноставно, такви беа работите кои што се поклопија коцките да функционира токму онака како што е сега во моментот. Андреј Наков, јас и лично сум сведок дека беше буквално понуден за да може да оствари контакт со македонската фудбалска репрезентација, иако јас лично однапред знаев како одат таму работите. Не може да функционира без мито, корупција, останати работи, познати, непознати. Јавноста многу добро ги знае тие работи, без разлика како ќе ги квалификуваме. Во Малта не е тоа така. Го препознаа квалитетот одамна, рекордер во голгетерските моменти, значи најдобар голгетер на островот, но не само во сезоната, туку ги постави рекордите во малтешката фудбалска историја за оваа категорија. Значи 3 години поред буквално ги се оборува сите рекорди и пред неколку месеци му беше понудено и разговарано со неговите родители, ако сака да продолжи да игра и во репрезентативното ниво, да почне процедурата најнапред за добивање државјанство малтешко, а подоцна веќе наскоро за неколку дена или неколку недели и својот прв настап во малтешката репрезентација. Тоа е тоа, нека му е со среќа на Андре, а сега во неколкуте наредни минути, после 2,5 години повторно гостин. Но сега со еден друг став, еден друг момент, па да го слушнеме неговото мислење и неговото расположение, да го видиме токму сега. Friday, 8 p.m. New podcast. Тоше ти како родител на Андреј, како гледаш на целата оваа ситуација? Дали тебе ти е драго што ќе игра за малтешка репрезентација или ти е криво што не игра за македонската репрезентација? Или си некаде измеѓу? Искрено, како се твоите Така, искрено, значи да, до некаде ми е криво што нема да игра за Македонија, да си ја представува неговата држава, но кога ќе ги разгледаш сите околности како дојде до таа ситуација, од друга страна се гордеам, па што ќе игра за оваа репрезентација, затоа што луѓето, стручен штаб кои да се таму едно друго, некако покажа интерес, преголем интерес за него, додека болно е што својата држава не покажа никаков интерес за него. Никаков. Буквално никаков. Како ти е чувството? Па, се осеќам добро, малку разочаран дека, дека Македонија не се заинтересира толку за мене, колку што се заинтересира Малта. Ама, ќе видиме. Да. Ќе видиме. Каква ти е конкуренцијата во Малта сега, веќе во репрезентација? Дали мислиш дека ова што го постигнеш клупски и рекордерски може да се продолжи во репрезентативното ниво? Да, секако дека може, но конкуренцијата е поголема, бидејќи има најдобри играчи од сите тимови во Малта. Конкуренцијата е стварно поголема, ама ја мислам дека ќе биде исто како во клубовите. На 8 надпревари, 21 гол и тоа не играње цели надпревари, затоа што се дешаваше за 30-40 минути, 33-4 минути даде 5 гола и го нормално го вада. Затоа што и да, го постигна тој рекорд, направи се моментов е што 4 сезони уназад го, мислам, е прв голгетер во лигата и во клубот и све. Од лани почна да игра во категорија U21, затоа што веќе наполни 17 години, со полни 17, веќе завршува U17, се оди во U21, што значи 6 играчи кои што се 20 годишни играат, останатите се 19, некој 18, но он беше 17. И таму исто
искочи на врвот со 22 гола, 17 надпревари. Значи, целокупниот негов резултат не е резултат за занемарување. Сега некој го виде тој резултат, некој го пратеше тој резултат и Да, дојде и го повика. повика. Сега интересен моментов што никој не ми се јави мене. Као, ние сме тие, за синот не. Едноставно тренерот ми прати скриншот од официјален мейл во клубот, дека тој играч е одбран да биде на тие на проба, на трајалс 2 недели, 4 недели, како беше, не знам, и да биде со репрезентација на Малта. Како те прифатија малтежаните? Во репрезентација. Да. На почеток беше... Сепак си прв странец. Да, за тоа. На почеток беше малку по-различно, како сите се прашува како може странец да дојде во нашата држава и да игра за наша репрезентација. Но сега кога што помина време, више сум таму месец и пол и сега сум другар со сите ме прифатија и така. Сега и учам малтешки јазик и така. Значи добро е и тоа едноставно целата атмосфера отвара момент каде што тебе буквално ќе ти ги отвори вратите да бидеш свој и да настапуваш без фрустрации дека си македонец, дека си дојденец тука меѓу нив и дека едноставно живееш и чувствуваш малтешки за да можеш да постигнуваш и голови за твојата репрезентација. Сето тоа е добро. Да, секако дека е добро. Ама пак ќе кажам, ја како македонец ја сагав да играм за Македонија. Ама Македонија фактички не ме сагаше мене. Добро, може би ќе играш во Македонија некогаш, ако Малта настапува во Македонија, па да даеш неколку голови, па да сватат тогаш каква грешка направиле. Тоа е тоа, животот едноставно никогаш не знаеш и не очекуваш ете такви моменти. Пред 2,5 години, пред скоро 3 години кога те снимав прв пат, кажа дека се надеваш дека ќе се јавата репрезентација, се надеваш дека ќе заиграш за македонската репрезентација еден ден. Мене ми е искрено да ти кажам многу драго што настапуваш и ќе настапуваш за малтешката репрезентација, затоа што сепак сметам дека прогресот овде е на многу високо и професионално ниво. Дали ти така мислиш? Јас мислам дека за разлика од Македонија, фудбалот тука многу напредува, особено со доаѓање на странци и со ова ново правило дека странците можат да се класифицираат како малтежани во лигите тука на Малта. Ама да, левелот на фудбалери тука Е малце повисок. да, не малку, Малку повеќе. Да. Одлично. Ти посакувам сета среќа и при давањето голови и при играњето и во нека друга прилика кога ќе заиграш за прв пат на официјален надпревар ќе бидеме таму да те снимаме. Да, ќе дајме гол. Че тоа е сепак негова одлука ќе биде кај ќе игра сега, кај ќе игра во иднина, сепак ќе биде негова одлука. Јас секогаш ќе стојам позади него и ќе го поддржувам максимално, нели, во неговите одлуки. И нормално ќе се гордам со него било да игра. Да биде најдобар каде иде. Да биде најдобар каде иде, да без разлика за која држава би играл. Igor Filevski Show.
l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol! Она кое што сакам да ви го кажам во овој дел од емисијата е кампот на Реал Мадрид. За прв пат најсилниот клуб, ова го кажувам со тешко срце, ама тоа е факт. Најсилниот клуб во рамките на Лигата на шампионите, најтрофејниот во моментов, Реал Мадрид доаѓа на Карпава. И тој камп за прв пат се организира со нивно присуство овде. Се надевам дека следно ќе биде да и останатите клубови од Шпанија веќе се промовираат и собираат деца кои што понатаму може да продолжат најдобрите од нив и во некој од другите клубови. Така оди тоа. Ако ти влезе чивијата под кожа, тогаш продолжуваш поеко и поеко. Овој камп ќе биде организиран следната недела и сите оние кои што сакаат да се пријават на кампот, а вреди, бидејќи ова е за прв пат во историјата на малтешкиот фудбал да доаѓа толку силен клуб од Шпанија, може да го направат пријавувањето на местото кое што нам ни е познато, нашите гурмет пријатели. Може да се информирате на телефонот што го гледате и со среќа. Јас се надевам дека ќе бидеме и ние дел од кампот и ќе ви пренесеме дел од оваа атмосфера во некој од следните епизоди. Igor Filevski Show. За прв пат исто така се отвара просторија која што ќе биде исклучиво наменета за промоција, едукација, игра, забава, низ она што се вика Македонија. Знаеме дека во последно време голем дел од македонски граѓани се преселуваат со своите животи, не доаѓаат на работа во странство, кој што се вели на 2-3 месеци, туку своите животи ги пренесуваат и ги стартуваат на островот. Нивните деца, а и многу се раѓаат македонци на островот, нивните деца ретко дека имаат прилика како сем по телевизиските канали, по социјалните мрежи да се едуцираат, да се образуваат на својот татковински јазик, односно на јазикот државите каде потекнуваат нивните родители. Конкретно, мене двете деца ми се родени во Малта, едното ми е родено во Македонија и овие што се родени во Малта ретко имаат прилика сем дома ние како фамилија, ако не ги образуваме, да имаат и можност и за да разменуваат искуства на македонски јазик. За прв пат се отвара канцеларија, односно училница за овие деца. Ке го води професорката по македонски јазик и лектор Розита Закјева, а во некој од следните епизоди ќе сакам и да го слушнеме нејзиното мислење и искуството како стартуваше овој проект. Овој проект е за поздравување, а се она што сакате да го слушнете или да се информирате или да го запишете вашето дете, тогаш обратете и се неа или на телефонот што го гледате во огласот за овој прекрасен проект за македонско образување, македонски јазик на островот. Friday, 8 p.m. New podcast. Тоа беше се во денешната епизода. Се надевам дека ви се допадна. Има уште многу теми кои што ќе може да ги опфатиме во некој од следните. А она што е интересно во следните минути, останете значи уште малце со денешната епизода, е out-in, стандардно на самиот крај.
Се гледаме следната недела во некое интересно и уште поатрактивно место од ова како денеска и ќе збориме за некои од активностите кои што и денеска ги најавив. На лице место да видиме како тоа изгледаше таму. А вие бидете ми во добро здравје и ако имате можност да дојдете на островот, верувајте, лето е и уште ќе трае ова топло, капење и уживање. Чао, се гледаме следниот петак. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Friday, 8 p.m. New podcast. Let's get started.